Второто прашање се однесува и ќе го упатам до Министерството за животна средина и просторно планирање, а го поставувам со цел да офатаме повеќе најголемиот проблем што во моментов е актуализиран, тоа е всушност загадувањето на воздухот. Па моето ова второ прашање ќе биде: според сознанијата што ги има владата, дали може да ни ги посочи најголемите загадувачи на воздухот во градовите во кои загадувањето достигнува енормни вредности на PM10 частичките во воздухот? Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани колеги министри, почитувани пратеници, на прашањето врзано со загадувањето ќе одговорам многу конкретно и кратко, затоа што практично кога зборуваме за загадувањето, мислам дека зборуваме за здравјето на граѓаните и е прашањето многу важно. Јас имам прочитано 3 од 4 анализи кои што постојат во Република Македонија во врска со загадувањето пред се на градот Скопје, но не само и на Скопје, него и на останатите градови кои што се значително загадени. И бидејќи конкретно прашањето беше поставено дали е јасно кои се изворите на загадување, да, во тие студии е јасно кои се изворите на загадување. Првиот и најголем извор на загадување, овака наредени по приоритети и по големина на загадувачи, да речеме, е загревањето во текот на зимските месеци. Вториот најголем извор е автомобилите, односно транспортот, и третиот по големина загадувач е индустријата. Но индустријата е на трето место. Како да се реши проблемот? Проблемот треба да се реши со дејствување на изворите. Не можете да го решите проблемот со дејствување на последиците. Вие треба да дејствувате на причините. За да се дејствува на причините, единствена, а тоа после ќе го поврзам со гасификацијата на третото прашање што го постави ценетата пратеничка, ќе одговорам, значи е да дејствувате на изворите. Изворите се, значи мораме ние да сватиме дека типот и начинот на греење мораме да го измениме. Не можеме да се грееме на дрва, да се грееме на ќумур, да се грееме на сецкани гуми или други енергенси кои што прават сериозна полуција на издувни гасови кои што се штетни или така наречени PM честички. Во таа смисла сакам да кажам дека единствен начин како тоа да се реши е да се заменат горивата. А како ќе ги замените горивата? Треба да ги замените на начин што треба да секаде каде што има горива кои што прават полуција на PM честици, да ги замените со горива кои што тоа не го прават. Па затоа гасификацијата ќе биде многу важна во овој чекор, но гасификацијата за разлика од тоа што мислам дека досега се правеше, треба да тргне од таму каде што нема топловодно греење. Значи треба да тргне, ако зборуваме сега конкретно за градот Скопје, треба да тргне од надворешните прстени на градот Скопје. Па така од надвор да тргне гасификацијата кон центар, а додека топловодната мрежа да тргне од центар према надвор. Зошто? Затоа што вие практично нема потреба, ако сте богата држава и ако можете тоа да си го дозволите, се разбира е многу добро, вие во еден ист комплекс да имате и топловодно греење и гасоводна мрежа. Тоа е одлично. Но ако сте вие сиромасна држава, која што ги нема круцијално решено тие проблеми, тогаш е подобро да до секое домаќинство донесете барем еден од овие два извори. Едно е топловодното греење, значи тоа ќе ги намали, нормално ќе намали полуцијата, поготово ако топлата вода се добива од когенеративни постројки, како што тоа се случува сега во Скопје со работењето на гасната електрана. Така да, кратко речено, изворите се јасни, треба на нив да се дејствува. Што се однесува до вториот извор се автомобилите. Мислам дека најштетен момент беше дозволата за увезување на автомобили кои што имаат мали стандарди во делот на екологијата, тие се ефтини, тие се изфрлаат во Западна Европа, меѓутоа нормално тие и многу загадуваат и резултатот е оној што денеска го гледаме во Македонија. Што треба тука да се направи?
Да, јас ја разбирам, го разбирам моментот дека граѓаните немаат платежна моќ да купуваат скапи автомобили и од друга страна пак, ако купуваме ефтини автомобили, се случува ова што се случува. Подобро е да ние најдеме начин како да ги субвенционираме автомобилите кои што работат на газ, на електрична енергија. Како да најдеме начин да им помогнеме на граѓаните да дојдат до автомобил, ама тој да биде еколошки, а не да биде автомобил 10 години стар, кој што има издувни гасови, кои што се исклучително штетни и тоа не може да се санира таа ситуација. Па јас ќе кажам само еден пример. Ако се откажеме од 4 лава на мостот, тоа со 8 милиона евра, тие да сме се откажеле, зборувам, а не треба во иднина се разбира тоа да го правиме, тие 8 милиона евра може да бидат добра субвенција за граѓаните за користење, нели, за поддршка во купувањето на нивните превозни средства. Ева, јас во тој правец го гледам решението како полека да се исклучуваат овие превозни средства кои што прават голема полуција на PM честици. И нормално, третиот сегмент индустријата, само сакам да ве подсетам дека истрајавме на определбата да Југохром не биде пуштен без да се изгради филтер и таа точно истрајност, и јас одржав повеќе разговори во текот на првите месеци од владењето на оваа влада и се договоривме со инвеститорот дека таков филтер ќе биде направен. Тоа е многу битно, пред се заради Тетовскиот регион, кој што исто така многу изложен на загадување, еден од најзагадените региони, нели, во Македонија, па еве, тука сме рекордери и во светот, за жал. И тука, значи, во делот на индустријата треба да нема алтернатива и толеранција во делот на издувните гасови. И тука мораме да го решиме проблемот секаде каде што не е решен. Југохром ќе биде еден добар пример, тој филтер веќе се гради, а истото мораме да го решиме и со енергетските објекти. Тука не мачи проблемот со рек Битола, тука имаме еден сериозен проблем со еден договор кој што е од 2012 година, каде што котлите биле реконструирани, меѓутоа на екологијата не се мислело, но тука има и уште поголем проблем, што перформансите што тие котли треба да ги постигнат од енергетски аспект не се постигнати, а 65 милиона евра се потрошени. Тоа ќе биде еден од најголемите предизвици да се разреши, а и нормално тука веројатно ќе следи и судски спор, а институциите ќе си ја завршат својата работа во делот на истрагата и во делот на одговорноста. Кратко речено, да се действува, значи, на изворите, све останато е само санирање на штетите, кое што нема да биде доволно. Мораме да действуваме на изворите, грејењето да го замениме со поеколошки горива, автомобилите да субвенционираме и да овозможиме граѓаните да купат автомобили кои што нема да прават полуција на издувни гасови со PM честици, а за индустријата да има нулта толеранција во задоволување на еколошките стандарди. Ви благодарам, се радевав исцрпно одговори.